Скандалот избива јануари. Тестирањето открие дека во некои месни производи, како во хамбургерите, имало до 30% конјско месо. На листата на вакви производи сега се наоѓаат и смрзнатата лазања, тортелините и сосот болонјез. Истрагата ја води Европол. Досега се апсени 3 лица во Англија и Велс. Француските власти тврдат дека компанијата Спанџеро го препакувала конјското месо од романски снабдувачи. Од компанијата негираат. Во меѓувреме, супермаркети во Германија, Данска, Унгарија и други држави започнаа да повлекуваат месни производи. Во Берлин, стручњаци за безбедноста на потрошувачите велат дека ги проверуваат сите видови на месни производи. Ништо не најдовме досега во Берлин и во цела Германија, но проверката само што започна, така што не знаеме што ќе се случи. Оваа лабораторија во Берлин, како многу други, го тестира месото за фенилбутазон, лек против болки што обично им се дава на коњите и е најден во примероци на месо од други држави на Европската унија. Техничарот Андреас Хлинак вели дека е прерано да се каже колку конјско месо има во телешкото продадено во Германија. Добивме примероци и почнавме со тестирање. Резултатите треба да бидат готови кон средината на следната недела. Некои стручњаци ги обвинуваат супермаркетите за намалување на цените и вршење притисок врз снабдувачите. Други тврдат кривицата е кај инспекцијата. Синџирите на супермаркети истакнуваат дека и тие биле измамени и ветуваат построга контрола во иднина.